Лека ноќ, почитувани ГНФН, ние сме А и Ј, а од тука ве носиме Ч за Ц. Така е, лека Н и одма. Да не должам МН, еве што ќе Г. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни и ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс Гел. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Започнуваме со Breaking News. Вирус поопасен од корона и не мислам на пивото. Масовно се шири од Кина и се заканува да ги разнишат темелите на општеството. Се работи за вирусот наречен Инвирус Веритас, чиј главен симптом е неможноста за кажување на лаги, односно кажување на вистината за оние што не милуваат негации во реченицата. Овој вирус на вистината ги доведува во опасност сите влади, бракови, работни односи, како и локалната самоуправа во општина Лозово. Горат Парис, Лондон, Рим, гори и Дрисла, и јас горам по тебе. Непознатиот вирус кој засега именуван само како Инвирус Веритас тест, почна да зафаќа се поголеми региони од светот, а неговото ширење и потекло е уште мистерија за научниците. Главен симптом на заразените со вирусот е тоа што зборуваат исклучиво вистина. Ме фати ова вирусот, му кажав на шефот се што имав да му кажам, ми избрка од работа. Ова со вирусов рај, со жена ми дома, све си кажавме, ни една тајна не остана, абе нирвана, шо ти кажам, мераци живи. Ама право ти кажам, не си издржува више. Светската здравствена организација за затворени врати решава дали ќе прогласи пандемија и кои се следните чекори во справувањето со опакиот вирус за кој нема лек или вакцина. Се препорачува зимање на храна која што содржи антиоксиданси, заради тоа што е тоа овој материја која што има позитивен ефект, најмногу го има во зеленчукот и во овошјето. Во недостаток од нов портпарол на владата, го прашавме стариот. Апсолутно не постои простор за паника. Според направените анализи од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, се лекува со редовни лекарства и со обична маст. Весна, ај купи ми она маст за секој случај. Океј. Навидум страшно гледачи, но ние немаме што да криеме.
Така ли е, Јована? Така е, Ацо. А вчерашни истражуваше темелно за вирусот, па ги запраша оние што знаат најмногу за вируси, а се уште не се исселени, докторите. На линк ќе имаме Елисалфета која ќе праша збор 2 за инвирус веритас. Опасниот вирус, вирус веритас тест, дали е смртоносен? Значи, вирусот не е смртоносен, но нуспојавите може да бидат смртоносни, така да имаме мажи со тешки фрактури на главата кои што рекле нешто што не требале да кажат. Имаме исто така и вработени кои биле во директна врска со своите шефови и така. Ке ме извините за еден момент, ми звони телефона? Да, Душо? Снимам нешто, еве. Како? Ај повтори? Ај, вагина вулгарис материорум, бе. Што се десило? И мажот ми е заразен, имал швалерка, ама во рете второто дете и така не ми од него. Се надам дека Елисалфета ќе биде добро. Имаш ли некоја нова информација? Да, Јована, имам. Според првичните теории, овој вирус е првиот вирус кој е пренесен од компјутер на човек. Неверојатно преку бесплатна Wi-Fi мрежа. IT експертот Радое Малешевски го имаме на линк и ќе ни објасни дали е ова можно. Радое, дали се слушаме? Да, студио, имено ова е прв забележан вирус кој се шири од компјутерска машина на човек, што е преседан во историјата. А на кој начин сметате дека би можело да се случи ова? Види, јас се сомневам, иако не сум баш сигурен, ама вирусот води потекло од Facebook групата Само позитивно и смеа, каде што пред 3 дена е постирана сликата "Лагата може да те повреди и вистината може да те повреди", тоа во наводници, па од тука почнува целото ширење на вистината. Не ме взимајте само здраво за готово, мислам, ова е сепак само една моја теорија на крајот од денот. А како е најдобро да се заштитиме од вирусот? Како да се заштитите? Ке пазите малце што читате на интернет. Некогаш лагата ви е вистина, вистината лага и обратно. И нормално мачкање на компјутерот со лук и со ѓумбир по кукиштето на 6 сати и се разбира. Ова е само превенција, ние работиме и на антивирус. На овој лек, мислам, на овој опасен вирус мора да му се најде лек. Така. Ви благодарам, Радое. Во обид да им помогне на граѓаните да се справат со опасниот вирус, Министерството за здравство го сними овој краток филм со инструкции. Опасниот вирус е веќе насекаде околу нас, а многумина сакаат да се заштитат од неговите ефекти. Следете ги упатствата кои Министерството за здравство ги изготви за да постигнете максимално ниво на безбедност. Прво, исклучете го смартфонот, компјутерот, фиксниот телефон и телеграфот. Ако сте зависник од технологија, пишувајте колумни и онака никој не ги чита. Втора можност е самоизолација, а доколку живеете во мал хабитат, може тоа да го направите во визба, но треба да внимавате затоа што алкохолот ги зголемува симптомите на вирусот. Трето решение е лук. Многу лук кој се внесува орално, додека не помине вирусот. Ако го внесувате како чепче во анален отвор, можно е луѓето да ви избегнуваат и од кога ќе оздравите. Наредно решение е селотейп. Ова е привремено решение и може да ве помешаат со уметничко дело. За крај, најдобро е да користите балзам за уста од марката Секундарно лепило, што е потрајно решение. Последно решение е за членување во партија, каде што нема да ве остават ништо да говорите. Останете безбедни и јадете зеленчук и овошје, како што кажа министерот. Се уште сме на тема инвирус веритас. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ велат дека тие не се плашат од вистината. Тој кој треба да се плаши е Заев, а од владачката СДСМ пак им одговорија дека ни тие не се плашат. Дуи пак не се плашеле од ништо. Но да не должиме многу, еве ги пресконференциите на трите најголеми партии за вирусот. Вирусот е присутен и тоа е факт, но нема место за паника. Овој вирус конечно ќе ја извади вистината на виделина и ќе ги обелодени лагите на Мицкоски, кој што е раководен од неговиот ментор од Будимпешта. Единствените кои што треба да се плашат од вистината се фашистичките фамилиарни картели на СДСМ и Зоран Заев. Да чуеме како без можноста да лажат, ќе ја одбранат сега блокадата на јавното обвинителство, во кое половина од нивното раководство е обвинето. Зоран Заев излаже
излажа дека нема да има двојазичност. Зоран Заев излажа дека нема да се менува уставот. Зоран Заев излажа дека Никола Груевски ке лежи. Да ти го кажувам право, ние го немаме вирусот. Ние секако ќе бидеме на власт. Значи, малце од малце се смирив. Шумовија продолжија да лажат, значи окей сме. Кјути имена. Но да продолжиме со вестите. Познатиот бизнисмен кој е звезда на реалното шоу Рекет, Орце Камчев, понудил дури 2,2 милиони евра за да го добие пасошот назад. 2,2 милиони евра? Во тој случај, ја користам оваа прилика и јас како Аце од вчерашни јавно да му го понудам мојот пасош само за 1 милион евра. И јас за пола милион го давам мојот. А јас предлагам да продолжиме со вестите. А став на тема Инвирус Веритас имаат и нашите почитувани Facebook експерти, Чоки, Црни и Хипикот. Нас не фаќа паника, Facebook и Twitter горат, а еве што прават експертите на Шанк. Абе, што да кажам? Откога се појави тој вирус од Верица, како се вика, њеба мајката, жив човек не влага у кафанава. Извини, Чоле, ќе те прекинам. Стези маска, бе. Црни, извини, јас што те прекинувам. Абе, кога носел Чоки маска, бе? Абе, мене да ме фати, тоа нема да се позна. Зашто? Зашто ја дојгам и све у фаца кажуваме. Ај, нека дојде тоа Верица, нека ме фати, ќе видиш. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Ја имам прележано гастритис, менингитис, ларингитис, артритис, бронхитис. Друже, извини, јас што ќе те прекинам. Ја од тоа пример ништо немам прележано. Ја све стоечки, бе, нема тука, так гардот гори, нема кај мене. Извини што ќе те прекинам. Ти може да имаш прележано, али ја баш као тебе имам прележано вариола Вера и вариола Весна истовремено. Имам прележано... Па прекини ме, кој гледаш дека не ми текнуе, бе? Извини, што ќе те пријакете преки, извини. Памти си, ја мислела само. Ти ставив шекер у резервоарот горе у колата, само за да останеш тука, зашто имам скриен краш од тебе. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Колата е на син ми, што личи на комшијата. И сега мене ми е глупо да ја кажам на швалерката затоа што Маши е љубоморен. А во врска со крашот, филингот е обостран. Чекај ме малцу, извинете што ќе прекинам двајцата тука. Епте романтично. Ама изгледа од ова Верица симптоми ме прави да се тоа како се вика булјашна модерно геј, не знам. Дај да ставам маскала. Како се става ова, бе? Ајде бе, што ќе ставам? Нека префати ако треба, може е добра, не ме фаќа мене. Дај по една вакцина, Црни, тури, ајде. Една од најпогодените институции од вирусот е судството. На линго имаме Менде кој е веќе пред судот. Не сте ние пред судо, оти беше многу студено и се договоривме да дојме овде во ова студиото кај што има, као се вика ова... Гримскрин. Гримскрин. И сега ќе клад слика од судо. Ја кладо. Да продолжиме. Господине Беркшир, каква е ситуацијата? Во судот исто, одменадеш сведокот го смени исказот. Потоа тој обвинетиот што беше, тој си ја призна вината, додека пак судијата призна дека имал политички притисок и досудил во својство на обвинетиот. И ние веќе судот го ставивме под карантин. Веќе не судиме и не работиме, додека не се реши овој проблем. Дечки, извинете што ќе ве прекинам, но ми доаѓа вест од Дидризово. Редици од граѓани чекаат да влезат во затворите по сопствена волја и масовно ги признаваат делата. Да погледнеме. Сакаме да лежиме! Сакаме да лежиме! Сакаме да лежиме! Сакаме да лежиме! Еве ги овде. Сакаме да лежиме. Ајде бе. Фала Богу бе. Тишина. Полека. Фала Богу. Дај отвори да влеземе, сакаме да лежиме. Да си одлежиме. Па лежете бе, лежете. Абе не, мислам стварно. Дај, големи срања сум правил. Знаеш какви срања сум правил? Сакам да лежам, поштено да си одлежам. Не може бе, друже, не може. Како зашто да не може? Абе ја у собрание сум влагал. Дај ми ме господине, одби. Господине собрание сум влагал. Абе ти болен ли си? Не може. Не може. А што ако сум болен? Сум искрен човек. Што ти не си болен што? Ај молим ти иди викни го Крсто. Иди викни го Крсто. Крсто не е фатен. Кој бе не е фатен? Се истепа за водици, не гледате телевизија. Молим те, дечки, те молам, тебе.
снижете го тонот на кој што овако силата на која што... Ама не, молим те, види, да ти кажем искам. Дечко! Само слушај, молим те. Факов! Што бе Факов? Што е со тие србизми тука? Факов евате. Енглески е тоа, бе, енглески. Добро, кажи ми, зашто не ме пушташ, бе? Имаш ли пресуда? Пресуда. Немам пресуда. Па судот е у карантин сега, каква пресуда? Онди вика, иди вамо, иди тамо. Сакам да ме осудат. Бе, молим, сакам да си влезам поштено. Чекам од себе. Еј, ако може јас да влезам, Чекај бе со пресуда. Бабе тоа. Што е па ти сега? Има пресуда, легален овој, да. Што има пресуда тој? Абе има 8 тегли ајвар земено. Кој е? Ќе видиш лево ова со бели сега, ракаци. гледаш. Ој со ајвар ке лежи. Јас сум влагал у собрание. Тендери сум местел. Со динамит сум рушел тука. Разбираш се, дали течело низ ногавици, не знам стварно. Ако е судот у карантин, иди кај попис, поведај се таму, мислам, како да ти кажам? Ја некем да ти избркаат од работа, да се разбереме само се, али... Ма не можеш бе, друже. Добро, ај. Ајке бе, молам да се разотие, па и овде лежат луѓе. Оде бе, стварно е безобразно. Ова е безобразно. Ајде, више мислам 100 пути. Одби! Абе, што одби? Да ти ебам држава, да ти ебам. Затвори му, одби. Молим те, бе. Абе, на мал, јакната... Одби, бегај! Абе, шах да купам само, шах. Одби! Одби! Буби, полека со јакната, полека ќе Што се на поплит идам да се исповедам, како да се гревоите да си ги пуштам. Па ако не работат судовите на попоите? Ама ти ебам државата, ти ебам, бе. Да, бе, да, значи... Дечко, молим тебе сега не ми прави проблеми. Се додека не помине карантинот на судот, овие криминалци се надеваат дека ќе ги спроведат од домашен во регуларен притвор. Кутрите тие. Ни институции не останаа имуни на овој вирус. Како што јавуваат нашите извршители на терен, веќе црквите се преплавени со верници кои сакаат да се исповедаат, како би влегле во Царството Божјо. Да погледнеме. Види чедо, значи толку верници во нашава епархија не се памти. Има цели редици што чекаат за исповед. Сега, позитивен аспект на целава прича е што почнавме да правиме извоз на зејтин, чорапи, пешкери и други работи што остават пред олтар. И за крај, ако ми дозволите, јас мислам дека ова со вирусот е Божја работа. А ја усредно крадев брисачи и раткапни. Амин. И прости ми што крадам пенкал од канцеларија. За жал и најдобрите наседнуваат на лаги понекогаш. Веста што ја објавивме во минатата епизода дека господин Коча Ангјушев добил огромен тендер, беше основана на фейк ньюс кој не темелно сме го провериле. Господине Коча, ви се извинуваме за оваа ненамерна грешка. А ние да продолжиме. Да ги тргнеме барем за момент мислите од вирусот. Реално има и други теми. Имено неделава се вжешти расправата во собранието, а и надвор од него, на тема Законот за јавно обвинителство. Изјави на темата дадоа пратениците од власта и опозицијата. Дали конечно ќе имаме нов европски закон или не? Гледаме во продолжение. Јас им се чудам на колегите од СДСМ како очекуваат да бидеме кооперативни во врска со Законот за јавното обвинителство, кога во преговарачкиот тим се наоѓам и јас, кој што сум обвинет од истото обвинителство. Мислам, тоа само човек со нездрав разум може да очекува успех. Да бидам искрен, сакаме Законот за јавно обвинителство да помине, чисто зашто сакаме овие од специјалното јавно обвинителство да си преат на работа во обвинителство, односно да ги осудат овие што ни сметат за да си легнат, а ние да може да си бркаме полесно работа. Дали се разбираме? Овде почна многу да смрди, да бидам искрен, затоа препорачувам оваков air fresher да користиме за да не се угушиме овде сите. Фалиме деричум. Искрено, и покај тоа што ја после нужда не пуштам вода, мислам дека смрдеата доаѓа од некои други работи, рибата смрди од главата, главата се знае каде е главата. Вирусот се расширувал и собрание, сите зборуваат вистина, искрени лево, искрени десно.
Па од волку искри ќе се спозапалиме. Затоа ќе го распуштам собранието, а и ја да бидам искрен, не знам избори како ќе имаме уопште. Точка. А сега одиме со Breaking News. Ситуацијата ескалираше дотаму што партиите свикаа заедничка пресконференција. Никогаш волку сложни не биле нашите власти, опозицијата и ДУИ. Ситуацијата со вирусот Инвирус Веритас ескалираше. За доброто на сите граѓани и слично, ние партиите на трилатерална средба ги разгледавме сите можни опции и заеднички заклучивме дека најдобро решение, а во интерес на сите, е да ги одложиме изборите од 12 април додека не се најде некој лек и слично. Состојбата е загрижувачка. Гледате, луѓе зборуваат се што, бракови се распаѓаат, откази и шамари се делат на сите страни и слично. Затоа, почитувани, ги откажуваме изборите во интерес на граѓаните. Реално, повеќе у наш интерес. Па кој би гласал за СДСМ ако признаеме колку се збогатиле министрите додека се на власт? Кој ќе ги гласа ВМРО кога ќе признаат дека реално нема да го поништат Преспанскиот договор? А за ДУИ? Што? Сите знаат дека нив не им чуе за Македонија. Они си се принципијални и тука се заради пари. Дали некој ќе гласа за нив или не, тие ќе победат, бидејќи кутиите ќе бидат полни и слично. Значи да повторам, ги откажуваме и изборите и предизборните кампањи, зашто на ништо нема да личат ако не фати овој вирусот што е. Не ми е добро. Тоа беше се. И слично. Господ нека ни е на помош. Леле, мори мајко. А сега малку да здивнеме со редовни теми, и тоа теми од културата. Министерот без ресор задолжен за странски инвестиции, Елвин Хасан, неделава пешачеше 30 километри за да се сретне со Атидже. Додека пак градоначалникот на општина Лозово, Асо Велковски, на хероината од Ханиленд и вети вработување во општината и договор за 2 песни. Првиот човек на Лозово им понуди вработување на останатите кандидати за Оскар. Роберт Де Ниро во секторот финансии, Ентони Хопкинс во секторот за верски односи, а Мерил Стрип како хигиеничарка. Инаку овој градоначалник се прослави со случајот на мобинг токму во неговата институција. А сега одиме со редовни вести кои не се за вирусот Веритас нагалено. Новите медиуми бараат нови начини на комуникации. Така и заменскиот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски, почна со својата YouTube кариера. Како што може да се види во видеото, тој ненајавено со мобилен влегува во подрачната единица во Берово, каде што неовластено снима што прават звездите на реалното шоу МЗШВ Берово. Овие методи се добро познати на македонската јавност, како од страна на ВМРО ДПМН, кој порано го правеше во тајност, така и до новинарскиот бард Саше Политико, кој е добитник на многу лајкови на Facebook и шамар од својот колега Викан Сарма. Од ВМРО велат дека ќе продолжат со оваа практика додека не го сретнат својот Сарма или добијат шамар од народот. Извинете што ќе ве прекинам, но изгледа на наша среќа и дојде крајот на оваа епидемија, по која многумина останаа без работа, брачен партнер, заби и слично. На линку имаме IT експертот Радое Малешевски, кој вели дека има лек за оваа епидемија. Токму така, дечки, толку беше најдовме антитела во форма на антивирус, како што викаат старите, лекот е 5 биткоини, ама кој да го знае кај. Сега почнавме со тестирање на луѓе, нели кај нив се става стикче од позади нема везе сега да не кажувам каде. Антивирусот сигурно ќе го неутрализира Веритас, само треба правилно да се инсталира стикот нели во портот и да го апдейтирате Фејсбукот, по можност Инстаграмот и Твитер, со што ќе можете повторно да живеете во вашата лага од живот, како и во лагите на другите. Ви, точно било. Сега читам дека некој пишал дека економијата е во раст. Па што ви рековме? Ај уживајте сега до наредниот изблик на вистина. Ти благодариме, Радое. Господ здравје да ти даде. Човече,
ми олесна. Ја ти кажам, уште сега идам да си го земам тоа стикчето за, знаеш. Најдо лек. Најдо лек. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни и ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс Гел. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćno движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Додирни ме случајно. Авалон продукција со гордост ви го представува најдобриот вокал на Балканот, Масимо Савич, со 2 супер ексклузивни концерта во Скопје, 3 и 4 февруари, Македонска филхармонија. Не пропуштајте. Авалон Продакшн. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. За среќа епидемијата на вистината која ја зафати нашата рамна планета помина и замина и низ нашата редакција. Да погледнеме што се случуваше таму додека ние паничевме овде во студиова. Да не ме мани струја, бе. Седи миренца и не мрда за да не те мани. Ќе те манам јас. Ова е најнов софтвер детектор за лагија? Полека, најнов. Тазе. Ајде видиме се бошни. Ајде. Прво прашање. Како се викаш? И се, многу лесно прашање за ти. Место потешка ми даеш, како се викаш? Менде Гимнатио. Менде, треби да се наштима това. А, така, заборев од тие музичар шефо, од тој штима сите работи. Ајде, врвит време, ајде. Второ прашање. Колку си задоволен од платата? Се ти се од најтешкото бе, маја, неко палесно да се онегвам. Се одговара со да или не. Добро бе, ајде. Шо мислиш ти за вирусо и шо е за тебе општочовечка вистина? Јаска за вирусо мислам се најубаво што може еден човек да мисли, а за вистината мислам од и тајна работа што може да направи живото едно поубаво место за живење. Менде, ти очо си здрав си болен, море. Па гледаш шо хаос се случи со вистинава што беше овде направена. Ти знаеш колку е тешко човек со вистина се соочи. Да се ополиш во огледало сам и да си речиш јас сум крив за тоа што имам ваков живот. Ние сите сме криви што живееме во вакво општество. Очигледно ни е полесно да живееме во лаги и во илузии овде. Ама убаво што се случи ова со вирусов, со вистинава, да видиме дека вистината боли. Лагата боли, ама и вистината боли појке. И да не се лажиме. Поубаво ни е вака во лаги да си живееме. А шефе, а шо е тоа илузија? Илузија. Имат музеи некои тамо, илузии. На илузии шо е. А не е илузија дека ние сме Јована и Јацо во студио и тука завршуваме со вестите. Добро утро. Добро утро и од мене. Помина вирусот, антителата и антивирусот работат, граѓаните можат спокојно да се вратат на своите секојдневни обврски.
Джабе се разведов, бе. Значи, фала Богу што се најде антивирус. Пред тоа ќе дадат вирусари, дека одма признаваат све од прва, бе. Нема, мислам, да немаш пендрак да извадиш да го удриш. Да ти ебам држава, да ти ебам. Затвори му, одби! Молим те, бе, дечко. Абе, на мал, јакната... Бегај! Абе, шах да купам само, шах. Одби! Одби! Буби, полека со јакната, полека ќе Што се на попред идам да се исповедаме, како да се гребоите да си ги пуштам. Па ако не работат, дојдете на попоите. Ама, ти ебам државата, ти ебам, бе. Да, бе, да, значи,